Амандманот не се прифаќа со неколку образложенија, неколку аргументи ќе дадам. Прво заради тоа што и ако ги гледаме компаративните искуства, се остава поголема можност за и поголема оперативност на Агенцијата за национална безбедност. Тоа е една работа. Второ, да расчистиме, значи, Агенцијата за национална безбедност не работи по Законот за кривична постапка. Агенцијата за национална безбедност има превентивна улога во заштита на уставниот поредок на државата и организираниот криминал. Во моменти кога ќе се потврдат доволно индиции, ќе има сериозен сомнеш дека некој може да го загрози уставниот поредок или дека има организирана група за криминал, тогаш мерки презема јавната безбедност. И тогаш имаме утврдување на посебни истражни мерки по Законот за кривична постапка. И во тој закон не стои дека судот определува посебна истражна мерка користење на лица со прикриен идентитет согласно членот 252 во ставот 2, алинеја 10 е користење на лица со прикриен идентитет за следење и собирање на информации и податоци. Во членот 256 од ЗКП вика орган овластен за наредување на посебните истражни мерки е јавниот обвинител со писмена наредба. И од тие причини сметаме дека сега и во овој случај не треба да го подигаме нивото Врховниот суд да одлучува за тоа која мерка ќе биде, односно како ќе биде искористена мерката со прикриен идентитет. И дополнително заради тоа што во постоечкиот закон кој што сега го гледаме, во членот 29, во ставот 2 стои начинот на користење на лица со прикриен идентитет го утврдува директорот со подзаконски пропис. Тоа значи дека не се остава простор да не се утврди таа процедура како тоа се прави, туку ќе се дефинира со подзаконски пропис целата процедура на прикривањето на идентитет и на основа на тоа да можеме да се искористи и при тоа во секој момент надзорните тела или оној кој што е задолжен за надзорот може да провери дали е користена таква мерка, во колку случаи е користена и така натаму, за да дојдеме до тие податоци кои што ги имаме. Токму заради тие причини не го прифаќаме ова.